Сашо Ризовски е човек кој живее тежок живот, а до својата 25 годишна возраст не смеел да дојде во родната куќа затоа што често бил жртва на семејно насилство од страна на неговиот татко. Морал да спие надвор, понекогаш кај баба му и дедо му, но најчесто гладен и премрзнат. Откако починал татко му, видно истрауматизиран, се враќа во родниот дом, каде живеела неговата мајка и двајцата браќа. Од 2008 година таа куќа поради долгови од татко му, ке рече тој, е без струја и во многу лоша состојба. Едниот брат заминал од тој дом, а другиот чува крави и ретко доаѓа да преспие во собата на мајка му. Затоа што скромната куќа има само 2 соби, а тој има сопруга и 4 деца, од кои 2 синчиња учат во Струмица и ги гледа само за распуст, а другиот син е дете со посебни потреби. Пред скоро време му се раѓа и ќерка која има само 7 месеци. Од скромната куќа само едната поголемата соба му припаѓа на Сашо и на неговото 5-члено семејство. Таа соба му е сиот живот и кујна, и дневна, и спална. И иако на старите дотраени кревети спијат превиткани по 2-3 само за да помине ноќта, денот повторно ги враќа во реалноста и на нивниот тежок, сиромашен живот. Денес се наоѓаме во населбата Грамаге, Крива Паланка. Сашо Ризовски е нашиот соговорник кој што ќе не раскаже тешката судбина. Работи, вработен, меѓутоа тие минимални средства кои што ги зема навистина не се доволни за сето она кое што треба да им го понуди на неговата сопруга, мајка и 4 деца. Најмалото бебенце има само 7 месеци. Најголемите одат во основно училиште и за жал овој татко не може да ги види од септември до крајот на декември, бидејќи нема услови да ги носи секој ден во училиште, но и да ги чува дома. Затоа денес побара помош од нас, сака да ја раскаже својата сторија, па да го проследиме што има да ни каже и како живее. Сашо има 44 години. Живее во селото Грамаге, во мала трошна куќичка со својата мајка, сопруга и 4 деца. Тој е вработен со договор на дело и месечно зема минимална плата, која е доволна само колку семејството да не биде гладно. Иако често има денови и кога освен брашно не може да купат ништо друго, а дополнителен терет на нивната состојба е и тоа што веќе долги години живеат без струја, па отежнато им е перењето, готвењето и останатите обврски. Добар ден. Добар ден. Прилично ладен ден. Да. Предпоставувам дека вака студено живеете и Да. сите денови од годината со оглед на тоа дека сте социјален случај, Да. дека што ви се случува, Сашо? Што ќе ни се случува? Значи, стариот што ни направил, тоа е мало, он требаше тука да го направи тоа куќата. Цеглите не му дојде. Вашиот татко? Да. Кога се случувало тоа? Што се случило? Па што ќе се случи? Он едноставно многу пиеше, не бркаше надвор спиеше. Но. И јас си бегав кај баба ми, кај дедо ми, 25 години таму се. После 25 години дојдов тука. Во оваа куќа, Да. оваа куќичка, ако Та, можам да наречам така, ја направил вашиот татко? Да, и дедо ми дојде од странство, од Ирак. Беа само ѕидови, после само и социјалното, само керамиди, цигли. Циглите си ги он беше земал и керамидите, само гредите ги беше од социјалното му ги беше дал. И Кога ја направивте оваа куќа? таа куќа е уште од 89. 90. Од тогаш е направен. И више, што е доправил, тоа остана. Вие не успеавте ништо да направите, но Што ќе направам? Ја едноставно, кад му тражеше ја пари, ја учеше сека долу Струмица, до 8, од 8 у Штип. Он пари не ми даваше ни за школа. Се од ке баба ми ме школуваше, дедо ми и он. До средна школа таму. После средна школа, па таму остана. До 25 години таму се. колку години имате денес? 44. 44. Да. Значи имавте тешко детство, сакате да кажете. Па и не само ја, и ше двајца браќа имам, и тој едниот домазет си отиде, другиот таму чува крави, сестра ми е мажа нагоре, Вие останавте тука само ја останав. со вашата мајка. Да. Имате и семејство. Тоа од јас се земав, значи имаше 2013, првото ми е 2014. Но живеете тешко и овие 4 деца. И они, двете се ми у Струмица, овие 2 се ми тука. Имате уште 2 деца? Па овие 4. Овие 4 вкупно. Да.
Меѓутоа, не ги гледате од септември до Од декември. септември, да. Како ќе ги испратим, значи таму си. Вчера ми се јавивте и Да. ми рековте децата дојда. Да. Зошто не ги гледате од септември до декември? И потоа од крајот на распустот до јуни? Од распуст, од јуни, они се тука. Само за време на распустот. Зошто не Да. ги гледате? Зошто ги спраќате во интернат и толку долго не ги гледате? Тоа е, значи, овде кај го испратив пред големото, беше на тестирање, они го одложија за 4 години. Ја не останав, значи, не чекав за да пројдат 4 години, ја ги пратив и двете заедно. Устромици. Но зошто не ги земате за викенд дома? За да ги земеш, треба они да ги донесат. Немате услови? А за да идеш ти, треба карта да платиш натамо и за назад. Значи не е околу 6.000 и 2.000 денара, само ми превозот ми кошта. За да идем и да се вратим. И тоа значи дека 4 месеци не ги гледате вашите Да, деца? они се таму. Дали тие се жалат, плачат, сакаат да ги видат мама и тато? Особено средниот, кога ќе појде, он не сака да иде. Но тешко им е да не си ги видат родителите толку месеци. Тоа да, значи они мора да видат. Школото до 9-тот таму ќе го видат. А после сакат нека учат средно овдека, сакат не. Тоа е нивна права. За уштип да ги прати, треба значи многу пари да одвоиш само за да им дадеш за да идат таму. Вие сте вработен, но Јас сум договор на дело. Кад сакат може да ме отпуштат. но како го поминувате месецот? Они плата дават крај на месец. Сега што беше за 5 дена што беше, што зема 2 џака брашна, што зема и 3.400 денара ми беа сопатили за тие. Останува ли семејството твое некогаш и без храна? Значи не сум до толку па дозволил, значи да останем без леп. А за други работи може да однем. Но имате многу лоши услови за живот, како Па едноставно секој една соба сум. 7 члена живее во ваква куќа. Да, мајка ми е у помалата соба, а ние вамо сите 6 души. Може ли да погледнеме како живеете и да ни објасните малку подетално што се случува во вашите животи? Сигурно има најтешко на малите, на децата. Па малите и они што се вика тражат нон-стоп пари. А ти нема секој ден пари, немаш у џебот. Што да им дадеш? Кога имаш, ке им дадеш. Кога нема, Ова е вашата куќа. да. Веројатно и во оваа соба го поминувате секојдневието. Да. Прилично мало и тесно. Тесно, свика 4:3. 4:3, а Да. вие сте 6-7 луѓе. Да. Како го поминувате денот, еден овие 2 кревета и овој мал? Кад немам поголема соба, значи за да сместам други, уште еден кревет, 2. Немам натама, сика до тука направил стариот и тука седам. И струјата што се вика е скинена, што се вика што 96-та, 97-та, да. Нема, ова е улична сијалица. Немате струја. Како живеете? Колку месеци живеете без струја? Тоа е уште од стариот 2010-та. Почина, значи струјата е скинена 2008. 2008? Да. Повеќе од 16 години сте без струја. Да. Само со сијалица од уличното се. Од улична, значи тоа преко градоначалникот и тој ја го моли за да ми приклучи. Па како за бољер, како се бањате? Нема вода на улонец. Така. Улонец стан, водата да се згрее. Така све. Се рачно. Да, све рачно. Тоа е веројатно се на вас. Да. Сите 4 ја ги перем, што е. И за вас плюс И за мене, плюс и за njega, за све. и за готвењето И за дури. готвењето, да, тука шпоред немам, не можам на каминот ништо да си направи, само леп можам да испечам. Тој. За манџи, да не се овие две, и они идат, ова е лази, пипаш тука на вратата, ќе се изгори бебе мало, 7 месец. Што разбира бе?
Наистина, сте живеели тешко, без струја толку години и во волку мал простор. Одамна е тоа, без струја. Ја уште од кад сам дојдена, Па не ше од, може струја, мислам. од 2013 Од нема. 2013 е кад Онака дојде, а она е струјата, значи скинена уште од 2008. Електричар, ја го беше приклучил, турил беше жицата у саатот, она отишол стариот дистрибуција, пријави да се ме отсече горе жицата и ја такна, ама више без струја. Гредите се 800 денара едно. Значи не можеш да ги купи с 18 или с 20 000. Така треба многу пари за да се уложи. Вас ви е проблем тесниот простор? Да, значи тесен е простор, значи нема, значи сите додека саде помалите спијат, после не можат више, ќе мора, значи да се тражи чара барем за уште една соба да се направи. Бар да биде таа поголема од оваа. Да може да ги одделите децата од Да, вас? бар да си биде таа, ако не соба, бар 5x5. Тие се 3 момчиња, Да, три и, мушки и едно женско. 4 деца. 3 машки и едно женско. да, Ова што го имате од таткови оставено да. е несоодветно за волкучено семејство, па и да помало семејство да беше, сепак се лоши условите. Не, сигурно немате избелено, скречено. Да. 2 пати ли го беше кречил, Зошто не скречите? зашто немам пари у джеп, мора да дадам и у продавница што сум се запишал. А поликолорак сека тега 800 денара една канта. А за мебел? Мебелот исто, гледам стар. Па старе, сека од со колегите што време од една куќа ги земав и така. И тие се земени, не се купени. Не се. Позна само тој преко мајка ми што го земав на кредит. Каминот за грејење. Да. А за дрва? Ви стасува ли за дрва? Дрва, осено нека доле од кај градска што отидем со збичкија таму ги бутнем, донесем и со мотор ги дома сечем, иначе таму со мотор не смеем да сечем. А за да купите? За да купим, значи треба сега чекам у јануар ако ни пуштат со све зимската, па за да земам плюс дрва. Некој кубик. Да. Да, Што? грам. Граф сакаш да јадеш? Немате граф? Имам ти баба, ама... Баба па нема многу. И баба нема многу. Това е само за неја. А не ви дава понекогаш? Дава. Ви Се. дава. Ото немам пари. И вие? Ние ништо. Како сега живеете со 4 деца? Се 4 деца, што сни он што работи, и ја што земаме за третото, то тие па, се 9.000. И на крај канеме 10. Сигурно и ви фали понекогаш. Фали, они тражат децата кod деца да купат, за јадење, сваки пут тражат пари. Што ви велат? Мамо вика дај пари, да купим, да ја. Сакаат, гледаат другите дечиња дека јадат Другите се. деца гледат, сваки гледа што сака сок, тето летно време сладолед тражи, месото и голем третото тражи, а дека со 9.000. Не стигнува. Не. Не стига. Сигурно вие како мајка ви е тешко. Тешко е, да. Па 1000 денара ти една баба. Една баба. Да. А моќе се угајти. Сигурно ви е најтешко кога ќе ви побарат. Што им велите вие? Дека синко не има. Ајва и најва. Они се у школу, струмица, учат. Што најмногу сакате и што и барате на мама кога ви се јаде? Се. Што, например? Гра, леќа, компир манџа, Има ли? грашак. Има ли? Компир има.
немаш каде да ги сместиш сика своите деца. Најпрви ми е тоа. Кога ги гледате како растат, а немаат услови. А нема услови сика, а нема никаде сика, нема каде да се спие. Нима, ја нима. И вие немате. Осем старата е таму, таа соба малечка. Таму еден кревет има. Тој брат ми ше таму по крави, нека дојде, а нема дека да спие ни он. 4:3 соба, значи нема каде да се завртиш. Меланија, Значи, мирна. ја и да сакам да направим на таму, значи без пари не се прави. Вие барате помош за, ако може, некој да ви помогне да се направи Да. барем една соба, Да. да живеете по-релаксирано. Е така. Да го залепим за оваа, например, натаму, уште една соба и од тука влезо да се направи. Прозорот, од овуќе се го извадим после Оти од тука ја позади. некем прозор, тој, оти смрди има свиња. Е за тој. Што најмногу ви е потребно за поубаво да живеете, полесно да живеете? По-тесно ни е столото. Тука ви е тесно. Мгм. И како би можело да се реши тоа? Со што би можело? Стоиче. Со што би можело да се реши тој проблем? Посарешто? Како? Како би се решило? Тато нема пари за да направи соба. Па нема за зоба. Се треба. И мора сите да спиете тука. А сигурно би сакале своја соба. Нагоре, ја и она нагоре, овој малецкиот навам. Под вашите носи. Да, од моите ноги, ве дефективат. Тука спиете тројца? Со Тројца. бебето? Да. Ја на овај страна, Меланија таму, горе но. Другите две веројатно тука. Тој е големиот таму, А ја и- ова, ја и ова он- надоле. На овој кревет, 20. Епа. Првата година ја кад дојдов, ова беше вратата од тај страна, ходник тука беше, де беше ни цигли све ја кад дојдов. Првата година. Е тој затеко. И затеко една коза или колку беше? Една, две. Толку затеко. Сиромаштијата, овие двајца родители ги натерала и своите два сина, Стојче и Јован, да ги праќаат во училиште во Струмица и да ги гледаат само додека се на зимски или на летен распуст, затоа што овие очајни мајка и татко немаат пари да купат карти за автобус за да се ги видат најмилите. Дечињата одат на училиште и кога ќе заминат во септември ги гледаме дури во декември, а после зимскиот распуст следното гледање со децата ни е дури во јуни. Да имавме пари ќе си ги земевме за викенд. Ќе одевме и ние да ги посетиме. Знаат да ни се јават и да плачат колку многу сакаат да се вратат, а и да ги вратам во какви услови ќе живеат тука без дрва и соодветна храна за нивниот раст. Таму во интернатот барем имаат топол кревет и топол оброк, вели овој очаен татко низ солзи. Тие одат во септември на училиште Да. и ги гледате само крајот на годината. Да, Кога како доаѓа? дојдат у декември. Сигурно ги мислите, мајка. Е, ја мерак ја да идам, ама не може. Зошто не одите да ги видите? Не може да ми пари не фала, дека ти идем, со 9.000 долара. Ги слушате ли по телефон барем? Да. Што ви велат по телефон додека се таму 4 месеци и потоа повторно од јануари до јуни? Да. И детилите. Он ме тража да си дојдат, овој големи тражи. Што ви Кад велат? ќе си дојдам, викам рано јас и декември. Сакаат да си дојдат, сакаат да ве видат. Да. Вие сте многу малечки, одите во училиште во Струмица, така? Да. Така. Така. Како ви е таму во училиште? Убаво. Убаво. Убаво си. Убаво, да. Да. Учите, Да. се дружите со другарчиња, Да. но кога ќе ве однесе тато во септември, дури за нова година ве враќа дома. Зошто не се враќате? Зошто не доаѓате дома? Не знам. Што правите таму 4 месеци без мама и без тато? Ништо пишуваме, учиме, играме се. А ви фалат ли мама и тато Да. кога се дома? Им се јавувате? Што им велите кога ќе им се јавите? Да се дојдеме дома. Зошто да се дојдете дома? Така пишаме со тоа. За да си дојдем.
Сакате да си дојдете дома за да си бидете со мама и со тато? Да. И со братчето и со сестричката? Да. Да. А другите дечиња исто толку седат или нив ги земаат? Они ги земат порано. Нив ги земаат порано? Кога би доаѓа, зошто ги земаат нив порано? Не знам, ако се одим по-близко. Тие се поблиску. А вие таму заедно се седите? Да. Понекогаш останувате и сами кога тие дечиња си одат дома? Не, има и други. И други дечиња? Идат и други. Да. Сакате да ги гледате како растат? Да. Ето. А тие се одделени од вас само поради финансии, Овој треното могу плати на поврзани со татком? Да. И што? Ги ви испратил и на телефон да ти се јави. Што ви вели? Тоа ќе вели, значи не сака да седи таму у школа. Сака да си дојде дома. А мора, значи, за да плаќам, па да кажем, газните, да Каде ви е поубаво? Тука и у школа. У школата и тука. А во школата зошто ви е поубаво? А ти имате много другарчи. Собите веројатно се поубави? Да. Какви се таму собите? Убави. Убави, има убави кревети. Детски креветчиња? Да. Да. Веројатно и имате масички, Да. убави шкафчиња. Да. А вие немате можност за нешто повеќе? Да. Ја не можам да му купам. Можности немам да му купам он што сакам. Освен двете момчиња, Сашо има уште еден син со посебни потреби и мало бебе од 7 месеци. Поради трауми и малтретирање во детството, нарушен вид има и неговата сопруга, која треба да се оперира во Скопје. Сад беше ова беше болница уот и сад ми најдо перден од. Не тера да идем ништо 5% не ви. Да, не гледате со левото око? Да, не гледам 5% не гледам. само 5% видим. 5% видим. И тоа вие сте премногу млада? 39 години. Да, ама моите родители, значи не мариле од малецка. Не ме запазиле, не ме носеле на лекар, ни ништо. Што ви рекоа за операција? За операција у Скопје ми река. Првим да идем на преглед, а после ќе ми закаже доктор. Но имате ли, и тоа е издаток, и тоа е расход, Да. имате ли пари за да отидете за да Скопје, за да... Ти од се оперира. 9.000 од него, што да ги пре? И тоа ќе биде проблем. Па, што да ги пре? И капки ми тура на двете очи. Тешко е. А треба да ги гледате овие деца? А овие треба да се гледат, да се извадат на пут. Може би родителке може да издржи се, освен солзите на своето дете и молбата кога бара храна и услови како што треба да има секое дете. Затоа тоа е најголемата желба и на овие родители, па се што сакаат и молат е мала помош за да доправат 2 соби и за да можат да им го направат посреќен животот на нивните деца. Све што тражи он, ја не можам да му пружи. Што имам ја да јадем, он го неќе тоа да го јадем. Пробира. Ево, Тражи пари. ево, Деца се, да. сакаат Да, се да ево, пробаат. овој ќе ги истекла Значи, си пакеа. све тражат, А тој е а ти средниот немаш Е, и овој што да му мајлиот. дадеш. И овој малиот, тој третиот. Што јадем ја? Манџа, грак, кончир, ориз. Што јадем? И он ја. Јајца, што има, тој ја. И он ја. Ке јадете тоа што има. Да. А играчки? Имате ли играчки? Имаме банка, имаме такова. Какви играчки? Конече. Колички? А компјутери? Ми компјутери. Но тука нема струја. Аз сум само на телефона. Само на телефона игра. Вас ви се потребни подобри услови за живот во оваа куќа Да. и мало проширување што се Да. вели на куќава, Да, за да може да се покомфорно да живеете. да. А со тоа што го заработувате па би живееле. Што ќе живеем со тие? Да купиш леп со слеп, да им дадеш да јадат, Стојче, фермерен ќе и ти тоа, и ако ти останат у джеп, да му даеш пари да си купи у продавница.
Значи, од друга страна, ја немам, значи, ја поише немам. Сашо Ризовски е човек кој живее тежок живот, а до својата 25 годишна возраст не смеел да дојде во родната куќа затоа што често бил жртва на семејно насилство од страна на неговиот татко. Морал да спие надвор, понекогаш кај баба му и дедо му, но најчесто гладен и премрзнат. Откако починал татко му, видно истрауматизиран, се враќа во родниот дом, каде живеела неговата мајка и двајцата браќа. Од 2008 година таа куќа поради долгови од татко му, ке рече тој, е без струја и во многу лоша состојба. Едниот брат заминал од тој дом, а другиот чува крави и ретко доаѓа да преспие во собата на мајка му, затоа што скромната куќа има само 2 соби, а тој има сопруга и 4 деца, од кои 2 синчиња учат во Струмица и ги гледа само за распуст, а другиот син е дете со посебни потреби. Пред скоро време му се раѓа и ќерка која има само 7 месеци. Од скромната куќа само едната поголемата соба му припаѓа на Сашо и на неговото 5-члено семејство. Таа соба му е сиот живот и кујна, и дневна, и спална. И иако на старите дотраени кревети спијат превиткани по 2-3 само за да помине ноќта, денот повторно ги враќа во реалноста и на нивниот тежок, сиромашен живот. Добар ден и добро дојдовте во најновото издание на емисијата Срце на дланка. Се наоѓаме во хотелот Лимак, од каде што израчиме студиски и денес со интересен соговорник. Но пред да го најавам гостинот, дозволете ми да споделам една убава мисла со вас, што значи дека успехот зависи само од првиот чекор. За сите постигнувања понатаму важен е тој прв чекор. Да вистина од еден единствен чекор започна и неговиот мандат и направи многу за градот Штип. Можеби веќе и предпоставувате господинот Иван Јорданов, градоначалник на општина Штип, денешен гостин во Срце на дланка. Добре дојдовте. Благодарам на можноста и на поканата. Се надевам дека ќе имаме одличен разговор поврзан за градот Штип и случувањата во него. Така, не случајно и ве викнавме, нели, како представник на општината и градот Штип, со оглед на тоа дека имаме во нашата емисија досега снимано доста представници и минатата 4-та сезона дури завршивме со една таква сторија на Јовица Петровиќ од селото Карбенци, исто под општина Штип. Меѓутоа, успешно реализирана сторија и приказна, која веќе има стариот дом е реновиран благодарение на хуманите луѓе. Кога ја гледав вашата програма, 40 типски куќи за социјално ранливи категории. Да. Тоа ви е во план? Или веќе Се работи и во овој момент се имплементира тој проект. Се поставуваат веќе тие типски објекти. Во која населба ќе биде? Во населба, во дел од населба Света Недела. Станува збор за ромска популација кои што пред повеќе од 10 години беа приморани да бидат иселени од своите домови заради поплавите кои што се случија тогаш. Веќе се знае кој ќе биде сместен таму? Да, веќе имаме регистар на практично сместувачки капацитет за овие повеќе од 40 на домаќинства. Беа времено сместени во некогашното нервно оделение и она кое што го направивме, добивме... Кај болницата? Тоа е еден потек кој што во минатото беше запоставен. Веднаш до некогашното нервно оделение се гради во моментов булеварот Партизанска, кој што ги поврзува општина Штип со општина Карбенци. Не е во рамки на инфраструктурата на клиничката болница, туку е едно одделено одделение кое што некогаш служеше на клиничката болница и во ова одделение како објект и како зграда беа времено сместени повеќе од 40 на семејства од ромска популација. До ден денес тие времено се сместени таму, веќе се работи на проектот за реализација на 40 типски куќи со целосна инфраструктурна уреденост, со нова водоводна канализациона мрежа. Така да очекувам некаде до крајот на 2024 и почетокот на 2025 година тие веќе да се вселат во овие нови домови, кои што ќе им бидат одстапени на овие 40 на домаќинства. Во исто време градот доби можност на потегот
каде што некогаш било оваа одделение или старата зграда на нервно одделение, да се урбанизира оваа парцела, со самото тоа што во овој момент се гради булеварот Партизанска, се додаде вредност на тој потек и можност за генерирање на приход со отуѓување на градежно земјиште и враќање на средствата назад кај граѓаните во форма на капитални инвестиции. Така да направивме неколку добри работи. Едно го решивме статусот на овие 40 семејства кои што времено беа сместени во едни импровизирани услови, да добијат покрив на глава и свој дом. Во исто време урбанизација на еден потек кој што во минатото бил заборавен, со едно прекрасно сообраќајно решение кое што е многу побезбедно за сите учесници во сообраќајот и за автомобилите и за пешаците. Да, во Штип има навистина повеќе социјални згради и дел од семејствата што ние ги имаме снимено веќе се вселени во тие социјални станови. Љупче Смилев доби таков стан, исто од Штип ја снимавме Катерина Винкова, која што е самохрана мајка и исто доби доста помош од хуманоста на народот и ете вас како главен на општина Штип. Она кое што од новата сезона сакам да го споделам со вас е семејството Коцеви од селото Радање. Во моментов мајката и бебето се во Радање, под општина Карвенци спаѓа тоа, но таткото поради немање на сообраќаен превоз, до работното место до Штип или Проби Штип, тој мора да живее во селото Крупиште, од каде што потекнува. Претпоставувам дека може, ако ја собера документацијата, да се аплицира, ако има си уште социјални станови, да му се помогне на ова младо семејство. Во насока на решавање на овие животни прашања, семејни прашања, доста често сме во комуникација со предпријатието за стамбен простор, кое што е во надлежност на распределба на овие станови. Тие во моментов се во план да започнат со градба на една нова стамбена зграда, која што верувам дека ќе реши проблем на многу семејства кои што имаат потреба од простор за сместување. Верувам дека и ова семејство не само преку овој капацитет кој што во иднина ќе се изгради, дека ќе има можност да ја проследиме информацијата до предпријатието за стамбен простор и верувам дека ќе им се обезбеди можност за домување. Дополнително, ние како локална самоуправа, имајќи во предвид дека имаме ограничени надлежности, направивме еден исчекор во насока на давање на еден позитивен пример кон сите останати чинители во општеството. Формиравме еден солидарен фонд преку кој што помагаме на социјално ранливи категории, кој што солидарен фонд најповеќе се прибираат финансиски средства преку хуманитарен паркинг простор и паркинг позиции, кои што посебно се одбележани во централното градско подрачје. Граѓаните имаат можност да донираат преку паркирање и 50% од таксата која што ја плаќаат на градот за оставање на своето возило, во исти момент донираат во тој солидарен фонд кој што верувам дека помага на многу сограѓани кои што во даден момент имаат потреба. Сме имале неколку искуства со подршка на наши сограѓани на кои што ми е потребно тоа. Сепак живееме во време во кое треба да си подадеме рака и да си помагаме меѓусебно и е потребен еден соживот кој што ќе не одржува и во најтешки моменти. Така, дефинитивно треба да бидеме хумани и да помагаме онаму каде што е потребно. Вие сте во моментот во таа позиција која можете да помогнете на тие социјално ранливи категории. Што е со градинките и со децата од социјални семејства? Дали имаат можност за бесплатно одење во градинка? Да, децата од социјално ранливи категории и дечињата со одреден хендикеп и одредени попречености исто така се опфатени со бесплатно сместување во предучилишна возраст во згрижувачкиот процес во градинките. Има доволно градинки во Штип?
Па со оглед на постоечката инфраструктура, морам да напоменам дека имаме доволен капацитет. Може би е потребно поголем број на соодветен кадар, кој што во меѓувреме се испразнува заради пензионирање и по основ на иселување, кое што ни се случува во одредени моменти, затоа што освен инфраструктура е потребен кадар кој што ќе го обавува воспитно-згрижувачкиот процес за дечињата од предучилишна возраст. Генерално ги следиме околностите и согласно анализите и информациите кои што доаѓаат до нас како локална самоуправа, ги планираме идните чекори. За до година веќе се планира во една населба да се започне со изградба на нова градинка со капацитет од 100 дечиња, а веќе за следната недела ќе биде пуштена во употреба еден нов капацитет и една нова градинка во приградската населба Тричешми, за да овозможиме дечињата кои што живеат во подалечните населби од центарот на градот, од централното градско подрачје, и нивните родители имаат потешкоти со превозот на дечињата до самите установи, до самите институции, да го обават тој процес и да ги остават своите дечиња во најблиската градинка. Конкретно со ова ќе се задоволи таа потреба, затоа што еве приградската населба Тричешми за прв пат ќе има капацитет за воспитно-згрижувачкиот процес. Конкретно и Катерина Винкова, што ја спомнав пред малку, има две мали деца, едното е 2 години, другото е бебенце, мислам дека 1 година прави. И ќе треба таква помош во смисла на згрижување бесплатно, бидејќи таа сега што туку најде работа и ете сака нормално да функционира во градот Штип. Навистина, убаво се залагате и од она што можам да го забележам од разговорот е дека сакате да помагате, посебно на ете тие социјално загрузени. Како одлучувате на кое се место, стигнуваат ли до вас тие или нели барања за помош или вашиот тим тоа го одлучува? Да, со оглед на тоа што има секакви човечки судбини, животни судбини, доста често информациите кои што доаѓаат до нас, барањата кои што пристигнуваат, ги проследуваме до Советот на општина Штип, до соодветна комисија која што ги разгледува случаевите и се трудиме во рамки на нашите можности, во рамки на нашите капацитети да помогнеме во однос на одредена финансиска подршка за одредено лекување или пак за одреден проблем кој што го имаат нашите сограѓани по основ на домувањето. Сепак ќе кажам дека надлежностите и можностите се ограничени. Не секогаш можеме да ги задоволиме потребите на нашите сограѓани, затоа што поголем дел од сограѓаните не се виновни што не ги знаат надлежностите на институциите, но како посредници во процесот на помагање секогаш се трудиме да помогнеме и да излеземе во пресрет на барањата. Така да, заедно со Советот и со, еве да кажам, комисиите во рамките на Советот, се трудиме да дадеме подршка и помош на граѓаните кои што тоа им е потребно во даден момент. Одлично. Штип заслужува да прерасне во една навистина убава урбана заедница и да имате што е можно помалку исцелување и што е можно помалку социјални случаи. Да не се градат толку социјални згради, туку да има повеќе вработувања и решавање на тој социјален момент. Верувам дека ќе бидеме во соработка за секој случај што би се јавил и пријавил во нашата емисија и ќе им помогнеме на граѓаните од Штип да живеат што е можно посрекна. Тоа е заедничката цел, мислам. Ќе ми биде задоволство доколку имаме можност заеднички во еден заеднички проект да помогнеме на некој наш сограѓанин. Сепак, еве, во рамки на можностите и случувањата кои што во иднина ќе ги има, верувам дека ќе овозможиме да помогнеме некој наш сограѓанин да го реши проблемот со кој што е засегнат. Ќе бидеме во контакт. Ви благодарам што извоивте време и што дојдовте во студиото на Срце на дланка. Ми беше задоволство.
Благодарам. Успехот, драги мои, ни носи многу работи, но не и она чувство што ни го дава љубовта, хуманост и емпатијата. Кога ќе помогнеме некому, се чувствуваме како препородени. Па ајде да го направиме тоа и денес, да помогнеме на семејствата на кои што е потребна нашата помош и рака, затоа што нашето малко некому може да значи се. Сашо Ризовски е човек кој живее тежок живот, а до својата 25 годишна возраст не смеел да дојде во родната куќа затоа што често бил жртва на семејно насилство од страна на неговиот татко. Морал да спие надвор, понекогаш кај баба му и дедо му, но најчесто гладен и премрзнат. Откако починал татко му, видно истрауматизиран, се враќа во родниот дом, каде живеела неговата мајка и двајцата браќа. Од 2008 година таа куќа поради долгови од татко му, ке рече тој, е без струја и во многу лоша состојба. Едниот брат заминал од тој дом, а другиот чува крави и ретко доаѓа да преспие во собата на мајка му. Затоа што скромната куќа има само 2 соби, а тој има сопруга и 4 деца, од кои 2 синчиња учат во Струмица и ги гледа само за распуст, а другиот син е дете со посебни потреби. Пред скоро време му се раѓа и ќерка која има само 7 месеци. Од скромната куќа само едната поголемата соба му припаѓа на Сашо и на неговото 5-члено семејство. Таа соба му е сиот живот и кујна, и дневна, и спална. И иако на старите дотраени кревети спијат превиткани по 2-3 само за да помине ноќта, денот повторно ги враќа во реалноста и на нивниот тежок, сиромашен живот.